Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 16 јануари 2026. Во понеделник ќе се прослави верскиот празник Богојавление Водици. По тој повод Македонската православна црква ги повикува сите верници да земат учество на светата литургија. Почитувани верници, нашата света Македонска православна црква Охридска архиепископија отпочнува со торжествено прославување на празникот на Богојавление Водици. На 18 јануар недела, ден пред празникот на крштението на нашиот Господ Исус Христос во реката Јордан, црквата се подготвува за големото торжество што очекува следниот ден. Затоа, поради важноста на јавувањето на Светата Тројца во водите Јордански, овој ден е наречен на вечерие на Богојавление, водокрс или водопост, и за него определен еднодневен пост, и сите ние како чеда на Бога овој ден треба да постиме како воведение на празникот на просветлението. Тој ден ќе се отслужи света златоустова литургија со почеток во 8 часот и веднаш по литургијата ќе се изврши голем водосвет кој чин се извршува два пати во годината, на 18 и 19 јануари. Никој не треба да отстапи од вкусувањето на осветената вода, затоа што поради благодата на празникот се осветува сета природа и сета твар и човекот треба да земе учество во оваа тајна. Постои благочестиво предание на овој и утрешниот ден со осветената вода да се попрскат домовите на верниците, пеејќи го тропарот на Богојавление. Оваа вода се користи преку целата година за понезината сила, здравите да се укрепат, болните да се исцелат, демоните да се изгонат, непријателите да се одвртат и секое добро од Бога да се добие. Утредента, на 19 јануари понеделник, во 8 часот во сите храмови ќе се отслужи света божествена Василиева литургија, по која од храмот посветен на светиот великомаченик Димитрий, свештенството и верниот народ со литија ќе се упатиме кон реката Луда Мара и во 11 часот ќе се изврши чинот на големиот богојавленски водосвет и светиот крст ќе биде положен во водите на реката. Затоа ги повикуваме сите кои се крстени и сакаат да скокат по светиот крст да дојдат во нашите храмови и се пријават, и истите на 19 јануари да земат учество во литијата која ќе тргне во 10 часот и 30 минути од храмот Свети Димитрий. Возлюбени во Господа, кога Господ Исус Христос наврши 30 години од телесното раѓање, го започна својот учителски и спасоносен подвиг. И самиот почеток на тоа го означи со примањето крштение на реката Јордан, како што вели светиот Кирил Ерусалимски. Почеток на светот е водата, почеток на Евангелието е Јордан. Кога Исус Христос се крштеваше во водите на Јордан, на светот му се објави онаа тајна што во Стариот Завет само се навестуваше, тајната на Божествената Тројца. Отецот му се јави на сетилото за слух, Духот на сетилото за вид, а Синот дури на сетилото за допир. Отецот го изговори своето сведоштво за Синот. Синот се крсти во вода, а Светиот Дух во вид на гулаб лебдееше над водата. И кога Свети Јован Крстител посведочи и рече: еве го јагнето Божјо кој го зема на себе гревовите на светот и го потопи и го крсти во Јордан, со ова се укажа на Христовата мисија во светот и на патот за нашето спасение. Зашто Господ ги зеде врз себе гревовите на родот човечки и под нив умре преку потопувањето и оживее преку излигувањето од вода. А и ние мораме да умреме како стари гревовен човек, да оживееме очистени, обновени и препородени. Празникот Богојавление се нарекува и просветлување, зашто настанот на Јордан не просветлува прво, покажувајќи ни го Бог како Тројца еднобитна и неразделна, и второ, бидејќи секој од крстените во вода се просветлува, бивајќи во синове од Отецот на светлината, со заслуга на Синот, со силата на Светиот Дух. Затоа и ние денес се поздравуваме со христијанскиот поздрав: Бог се јави, навистина се јави.
Во завршна фаза е проектот вреден 1 милион евра, финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање и локалната самоуправа. Поставување нова водоводна и канализациона мрежа во должина од 6,4 километри во местноста Моклиште, како и резервоар со капацитет од 150 метри кубни. Со ова се обезбедува стабилен и квалитетен систем за водоснабдување и канализација за жителите, но и за околу 400 нови викенд куќи што ќе никнат во оваа населба. Општина Кавадарци продолжува да инвестира во модерна комунална инфраструктура и подобрување на квалитетот на животот, велат од локалната самоуправа. Јавното предпријатие Паркинзи Кавадарци се движи во одлична насока. Дециден е градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Јавното предпријатие за паркирање е формирано 2019. Плата основна, бруто, била 9 милиона денара, условно зборам, сега 18 милиона денара, со исти број на вработени. Што значи тоа? Тоа значи дека од 18.000 нето плата, сега е 32 денара нето плата. К15 му следува, законски сега, и нема бегање на тоа. На крајот од денот, таму најголеми трошки ни ги прави пајак службата, ки што имаме 6 вработени, а имаме мала реализација, гледаме да одиме повеќе со опомени, а не репресивно, ама па таа пајак служба која немаме, еднаш ако сгрешиме, исто како да не постоја предпријатие. Односно, ако некој тека се паркира пред граша или пред куќа, нема друг начин, освен да викнеш полиција и да дојде пајакот да го отстрани тоа возило доколку се уште гледам има примери каде што се толерираат непрописно паркирани возила, особено на улицата од Стара автобуска на нагоре десно. Сега не знам точно како беше улицата. Па на Мударов или цена по пристап. Па тука на тие две улици многу често се избегнува зонско паркирање. Тука не е најслепа точка, ја имам, ја веќе и се срамам да кажем, Next Level училиштето е тука, школска ми е Леонора, од неја многу забелешки, се оставам утре, меѓутоа треба лично да се заземам заедно со службите и со собствениците на локалните плацови кои што се напуштени. Деловно да најдеме начин тоа да го решиме. Верува да ги менуваме навиките со оглед на тоа дека не можеме со возилото да бидеме постојано во центарот присутни. Не само тоа, ние треба, јас поинаку размислувам. Значи, ние на граѓаните навиките не може да ги смениме преку ноќ. Потребите нивни се апсолутно оправдани. Не може да кажеме дека потребата нема оправдана. Ние треба како општина да најдеме опција плюс, да му најдеме можност за паркирање. И најавувавте и катни гаражи во таа насока. Токму и тоа зборам, значи се направат катна гража, сакам уширен кат да се дигне на постоечната катна гража, една катна гража да се гради на градскиот стадион и ќе растретиме комплетно. Ние во моментот располагаме со над 4.500 паркинг места. Али Кавадарци по број на жители, по глава на жител, е убедливо број 1 во Македонија по автомобили. 17.800 автомобили регистрирани, без товарни, без трактори, без друго. Значи, по примерот на депото, како што го направивме, ние мора да најдеме начин да паркингот го овозможиме за секој еден сограѓанин. И втората работа, која што сакам да ја спомнам, тоа е дека резидентните карти, кои се резервирани за оние кои што живеат на таа улица и на тој паркинг, ние ќе инвестираме во делот на ставање на рампи, да по 16 часот има загарантирано место за паркирање. Не знам се дали на Кочораси, да речеме, паркингот или било каде, значи тој што се доаѓа од работа и треба да биде, тој таму живее, значи мора да има паркинг и во тој дел ќе ставиме рампи, а во втора фаза сакаме да ставиме и настречници за покривање на лесна конструкција на самите автомобила, возила, зашто не знам, повеќе од сонце, снег, мраз, да, и тие сите работи, значи да им пружиме назад услуга. Ниедно јавно предпријатие не работи во ниеден друг интерес, само во интерес на граѓаните, со единствена цел за подобра услуга, да не дојде на колапс или на минимално ниво. Опозицијата во Кавадаречкиот совет често критикува дека јавното предпријатие Комуналец Кавадарци се соочува со долгови. Директорот на ова јавно предпријатие, Гоце Ангеловски, во емисијата ТВ Објектив на КТВ рече дека предпријатието е во одлична финансиска кондиција и сите обврски редовно се сервисираат. Каква е финансиската кондиција на предпријатието? Опозицијата вели дека предпријатието има долгови, на седница на совет често обвинување на ваша адреса. Еве да отсликаме
должи ли многу предпријатието или предпријатието е ликвидно и си ги извршува работите согласно потребите? Вака, опозицијата неколку години тоа го зборува дека предпријатието е презадолжено и превработено и дека имат големи загуби на вода. И од нив буквално не слушнавме ниту еден друг конструктивен говор и неколку пати за неколку теми, поготово за превработеноста и за делот на загубите на вода, имам елаборирано, објаснувано и со стручни луѓе кои што повеќе од 30 години работат во предпријатието и повеќе на таа тема не планирам да зборувам. Во делот на финансиите, бидејќи се појави на еден вебсайт една информација дека јавното предпријатие должи околу 4,5 милиона евра, сакам тука да проговорам малце. Таа информација дока е некаде не точна, меѓутоа не е во целост така. Што е причината за таа работа? Тоа е затоа што ние како јавно предпријатие од годината 2010 до 2016 година имаме акумулирана некоја добивка од 141 милион 384 денари. Со одлука на Совет, кое што ја имавме и оваа година, како што и претходната и години уназад, тоа мислам дека беше од после ковидот, каде што државата го ограничи буџетот на општината, на општина Кавадарци, да не може да биде поголем од не знам колку проценти. Тогаш општина Кавадарци, за да биде покомотна во проектирање на буџетот, оваа акумулирана добивка, која што е имало јавното предпријатие во изминатите години, со одлука на Совет ја врши како побарување од страна на јавното предпријатие Комуналец. Тоа е со оваа одлука, тоа се околу 2,5 милиона евра. Значи, ние од 1.1.2026 година 2,5 милиона евра должиме спрема општина Кавадарци, кои што не ги реализираме. Значи, тоа е само книговодствен долг. Книговодствена евиденција е тоа. За вистински средства кои што предпријатието мора да ги. Да. Воопшто не е така. Воопшто не е така. Мислам дека таа работа точно е, затоа реков во еден дел е точно, меѓутоа во целост не е така. Кога ќе отворите вие книговодствено должите, меѓутоа ово е најголемиот проблем. Ако утре се свика седница на Совет и се поништи оваа одлука, ние овој долг ќе падне, ќе се намали. Нормално е дека предпријатието има свои долгови спрема добавувачи. Тие не се повеќе од 50 до 60 милиони денари. Тековно ги сервисираме. Втора работа, ние имаме долгови кои што они ги кажуваат како краткорочни обврски по однос на КЕВ проектот, односно тоа се два проекти, прва и втора фаза, од 5,5-6 милиони денари годишно, кои што ние ги исплаќаме. Тие се до 2036 година, мислам дека рок на исплата имат. Со тие два проекти и со тие рати кои што ние ги плаќаме, кои што се реализирале едни од 2012, други од 2017 година. Ние врз освен успешна реализација на тие проекти добивме грант од КЕВ банка од 2,5 милиона евра. Така да мислам дека ќе ги земите и тие средства околу 5 милиона денари годишно кои што тие ги одржават. Имаме набавка, ви кажав, претходно на 20 нови возила во овој период. Со тоа имате, тие не можете да ги набавите од сопствени средства, мора да земите или лизинг или кредит. И тука се тие околу 20 до 30 милиони денари кои што ги имаме земено и на тој начин ние вршиме модернизација на самото јавно предпријатие. А услугите и условите што ги вршиме ги осеќаат граѓаните. Сега, има тука неколку спорни работи, односно прашалници кои што можеме да ги да ги поставиме. Со овие тековни долгови и обврски, каде се наоѓаме ние, а каде се наоѓаат останатите јавни предпријатија во Македонија? Многу често велиме ЕП Комуналец Кавадарци е меѓу најдобрите во Македонија. Што велат податоците? Каде се другите предпријатија? Можеме ли да се споредуваме со поголемите градови? Па веќе ви кажа. Скопски водовод должи 55 милиони евра.
Таму нема овие акумулирани добивки кои што книговодствено ги да се сервисира. Водовод Куманово 10 милиони евра. Гостивар 10 милиони евра. Кочани 4 милиона евра. Комунална хигиена Скопје 9 милиони евра, а нема никаква услуга спрема граѓаните на Скопје. Ние, ако имаме вкупно 100 милиона денари долг со кредити, со добавувачи и со останати трошоци, знаеме која услуга ја нудиме на граѓаните. Од друга страна, сакам да потенцирам уште еден факт кој што малце го знаат. По што се гледа успешноста на едно предпријатие? По вредноста на предпријатието. Колку ви е вас вредноста на предпријатието? Расте ли вредноста на ЕПО комунална? Целосно. Можем да ви кажем, кога дошол градоначалник Митко Јанчев, било 256 милиона денари вредноста на јавното предпријатие. Во моментот, денес, 550 милиона денари, меѓутоа рачуните на оваа секоја година имате по 35 милиона до 40 милиона денари амортизација, кое што нели ви се одбива од оваа време. Нормално. Значи, ниту едно јавно предпријатие нема ваков силна динамика во делот на вредноста на основните средства. Тоа не само како јавно предпријатие, знаете дека и оние објекти кои што ги гради општина Кавадарци, кои што ќе ви ги предаде нели, дека тие се ваша собственост. Меѓутоа во една заедничка динамика вредноста на предпријатието расте. Ново улично осветлување на улицата Доне Попов во Кавадарци, заменети се 13 постоечки лед светилки со моќност од 30 вати од постара генерација со 13 нови лед светилки од последна генерација со моќност од 43 вати, кои обезбедуваат подобра осветленост и поголема енергетска ефикасност. Новите светилки се набавени пред неколку години и претходно беа поставени на воздушната мрежа, која минатата година беше заменета со подземна мрежа. Со оваа промена значително се подобрува квалитетот и безбедноста на осветлувањето на улицата, велат од општина Кавадарци. Учебната година во сите основни и средни училишта на територијата на цела држава почнува на 20 јануари, потврди денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска, која беше во посета на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Вчера веќе имавме изјава од Министерството за здравство и од Институтот за јавно здравје дека нема да има пречки за новата учебна година. Апелирам до родителите и учениците да се редовни во училиштето и да што е можно поретко да изостануваат, затоа што сите испитувања и во Македонија и секаде во светот велат дека учениците кои редовно посетуваат училишта постигнуваат подобри резултати, истакна министерката Јаневска. Станува збор за блокада на имигрантските визи, но тоа не важи и за визи наменети за туристички посети, студентски предстој и слично. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски во врска со блокадата на Соединетите Американски држави за издавање на визи за 75 држави, меѓу кои е и Македонија. Станува збор за емигрантските визи, не зборуваме за оние визи кои што се за потребите на студирање, туристички посети и така натаму и така натаму. Но јас мислам дека во деновите кои што следат има добри, пријатни вести за македонските граѓани, кога станува збор за ваков тип на односи помеѓу нашиот стратешки партнер. Јас жалам што опозицијата после жестоките и рафални критики кон нашиот стратешки партнер Обединетото кралство сега истото тоа го прави кон Соединетите Американски држави. Ке ве потсетам, не така одамна, кога беа наметнати оние трговски тарифи од 33-35%, истите тие опозицијски перјаници, кои што јас ги нареков талок на општеството во политиката, поитаа да го навредуваат нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, а никаде ги немаше да се извинуваат кога се нивелираше таа ставка на 15%. Така што јас би бил внимателен и трпелив и очекувам многу добри вести за македонските граѓани наскоро. Одлуката на Соединетите Американски држави за визите е аларм. Политиките за изолација скапо ја чинат Македонија, порача денеска од опозиционата СДСМ. Видовме 24 часовен молк
на премиерот Мицковски, кој што буквално го снема од политичката сцена после неговиот гласен настап на лидерската средба. Вчера не можевме да го видиме никаде. Се надеваме денеска и го повикуваме да се појави. Се разбира, тоа не е случајно, затоа што требаше да даде одговор за тоа зошто САД не стави на таа фамозна листа. А ако некој може да даде одговор на тоа прашање, тоа сигурно е другарот од периметрот на Трамп, нашиот премиер, кој што веќе речиси 2 години убедува дека нели се исклучително битни и блиски пријатели така натаму. Во недостиг на негово присуство, што би рекле од неговата партија за уши, го извади министрот за надворешни работи Муцунски, кој што никако не може да го слушнете да зборува за неуспесите на македонска дипломатија, но вчера мораше да излезе и се случи уште една голема грешка. Тоа е еден трагикомичен настап на политичар кој што многу зборува, а ништо не кажува, и кој што е персонификација на денешната киндер дипломатија која што се случува, за жал, во Република Македонија. Она што сакам да го кажам е дека Мицковски фактички го надмина својот претходник Груевски, кој што, како што знаете, заврши на црната листа. За жал, Мицковски да стави целата држава на црната листа, на САД. Но неговото отсуство не може да го покрие фактот дека одлуката на САД да ја суспендираат обработката на визи за македонските граѓани не е техничка пауза, како што кажа вчера Муцунски, туку е јасен политички сигнал и предупредување до нас. Соединетите американски држави внимателно да следат состојбата во земјата и ове, како што кажав, јасен сигнал дека гледаат проблем, односно дека нешто не е ред во нашата држава. Толку од овој периметар на премиерот Мицковски, кој што со мит се обидуваше да создава таква слика во нашата држава. Неговите одлични, специјални односи, како што самиот милуваше да каже, со САД, се толку добри, што завршивме во периметарот на Сомалија и земјите од третиот свет. Македонија ја плаќа цената на погрешните политики на Мицковски, кои водат кон затворење, кои водат јасно кон изолација на нашата држава. Тоа зголемува недовербата на граѓаните кон државата, кон институциите, а недостигот на економска перспектива за луѓето ги тера младите да заминат од оваа држава, да се иселат, затоа што едноставно не гледат иднина во својот дом. Вчера Вашингтон испрати јасна порака дека се незадоволни од капацитетот на нашата држава, дека постои недоверба во институциите на македонската држава и трето, дека очекуваат реформи кои упорно не се спроведуваат во нашата држава. Андреј Жерновски, неуспешен дипломат, неакредитиран амбасадор, очаен градоначалник, кој нема никаков кредибилитет да говори за дипломатијата и меѓународните политики на владата, поради тоа што паметиме дека додека тој беше заменик министер за надворешни работи во владата на Заев, државата го промени името. Ако тоа е успех, нека му служи на чест, реагира на пресконференцијата на Жерновски од владеачката ВМРО ДПМН. Но Жерновски денеска иронично говори дека Македонија ќе ги задржи младите дома поради паузата на САД за имигрантските визи. Жерновски вака не беше хумористичен кога добиваше по 1000 евра месечно како проектен менаџер за изградба на клиничкиот центар во Штип. Продолжуваме со спортот. Фудбалскиот трансфер период во Македонија ќе трае до 11 февруари. Прволигашите сезоната ќе ја продолжат на 7 февруари, а второлигашите 2 недели подоцна. Она што е вообичаено кај нас во македонскиот фудбал со години наназад, продолжува и оваа зима. Имено од вчера, 15 јануари, стартуваше зимскиот преоден рок во МАК фудбалот, кој ќе трае се до 11 февруари. Иако и досега некои клубови, пред се Шкендија, Струга, Арсими, ги официализираа своите засилувања, сепак од вчера тоа е и официјално, ако може така да се каже.
Инаку нема некои најави за некои поголеми трансфери, но сепак така е во македонскиот фудбал во последниве години. Сепак, не треба да се изненадиме ако има и некоја трансфер бомба за нашите услови. Во секој случај, се очекува да биде интересен трансфер период. Да напоменеме дека пролетниот дел од сезоната стартува на 7 февруари со надпреварите од 17-тото коло во првата македонска фудбалска лига, а второлигашите ќе стартуваат 2 недели подоцна, или на 21 февруари. Утре на пониските места ќе има слаби локални врнежи од дожд, а на повисоките места од снег. По одредени котлини ќе има појава на магла, а температурата ќе се движи во интервалот од 2 до 5 степени. Во понеделник и вторник има преодно стабилизирање на времето, а од среда повторно ќе има врнежи претежно од снег. Од утре до крајот на неделата има услови за појава на магла по одделни котлини. Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Со информацијата за времето од Управата за хидрометеоролошки работи го завршуваме дневникот. Имајте пријатна вечер.